100 години прилепски мечкари и 25 години карневал Прочка во Прилеп. Годинава на 22 февруари, во недела, градот под марковите кули ќе одбележи два значајни јубилеја поврзани со празникот Прочка и неговото одбележување. Организаторите, како и секоја година, се Општина Прилеп и Сдруженијето Прилепски мечкари. Годинава ќе има и новини. После неколку години на пауза, повторно во сабота се враќа организацијата на детскиот карневал, а главното дефиле ќе се случи во недела. Карневалот традиционално, како и секоја година, ќе започне во петок на 20 февруари со изложба на рачно изработени маски од страна на учениците од сите средни и основни училишта на територијата на Општина Прилеп. Годинава исто така, после повеќе години на пауза, карневалот повторно ќе биде меѓународен, односно ќе има гости од странство, а ќе присуствува и председателот на Европската федерација на карневалски градови, господинот Ларс Алгил. Во сабота на 21.2 се враќа детскиот карневал, односно дефиле за учесници до 14 години. Тука ќе настапат основните училишта од градот и од околината, а настанот ќе биде збогатен со забава и музика. Тргнувањето на трасата е од основното училиште Кочо Рацин. Централен настан е дефилето на маски во недела, каде што ќе се представат групни и поединични маски од Прилеп и од други градови од Македонија, а годинава и гости од соседните држави и нивни представници на Федерацијата на европски карневалски градови. Најавени се групите од Србија, од Шабац, од Белград, од Бела Црква, од Врњачка Бања, од Бугарија, од Перник, од Албанија, од Каваја, а од Македонија ќе земат учество Куратица, Мокриево, Бегниште, Сопот, Пробиштип и други. Тргнувањето на дефилето е од пред Центарот за култура Марко Цепенков се до плоштадот Методи Андоновченто, каде што ќе биде главното представување со изведена кореографија и музика. Карневалските групи подготвуваат настапи што ќе внесат динамика, боја, ведрина и во поворката, а публиката може да очекува силна енергија, впечатливи костими и вистински карневалски моменти. Кога сме пака и прилепските мечкари? Првите записи за некаква форма на нивно организирање има запишано во архивските документи од 1921 година. А годинава тие одбележуваат цел еден век на организирано действување и маскирање. Маска, која што е составена чисто од касапскиот есна во градот, кој што преку оваа маска на овој ден, според нивната традиција, организираат ритуални обреди и поворки со кои што се чистат од лошите духови. Прилеп се горде со тоа што не во континуитет само 25 години ние како организациони одбор го организираме, а и пред тоа имало покушај неколку пати да се организира, но не во тој обем. Гордост ни е што Прилеп како град ја даде најголемата награда на карнавалите. Наградата беше прва награда која се одржа пред нашето организирање во спортската сала на Тутунов коменат и првата награда беше Југо 55. Така да тоа е гордост за Прилеп. Гордост што значи дека ние сме постојали и постоиме и ќе постоиме, бидејќи Прилеп е на некој начин љубител на тие преправања. Така пошламе, стихијно пошламе, гледајќи ги со другарите и пријателите како групите од дечина, помлади, млади па и возрастни се преправаа на тој ден и дојдеме на идеја да пред 25 години го канализираме, т.е. го направиме карнавалот во Прилеп. Првата и втората година беше републички, државен, а од третата година веќе стана меѓународен. Меѓународен карнавал се прочува многу во Европа, па и подалеко, така да имаме чест 2012 година да го држиме и првиот конгрес на Федерација на карнавалски градови на Европа. Овој карневал исто така има и голем економски импут за Прилепската чаршија, затоа што во минатото доаѓаа гости од цела Македонија да ги проследат маските. Од оваа година се очекува повторно враќање на тие посетители, затоа што Прилеп во двата дена за време на викендот ќе има организирано одлични забави буквално во секој угостителски објект. Повторно се враќаме на меѓународната сцена, односно имаме гости и од надвор од држава покрај традиционалните гости од државата. Новина е тоа што оваа година карневалот Прочка ќе се одржува во два дена, во сабота и во недела.
ја користам приликава да ве поканам сите во сабота да ги видите најмладите од училиштата, во недела да ја проследите целокупната програма од оваа година, како што спомнав, меѓународен карактер и да уживате во овие два карневалски денови. Одлична прилика да заживее локалната економија, одлична прилика да видите маски, одлична прилика да излезете од секојдневието, односно да дадеме еден нов дух. Карневалот според традицијата завршува на чист понеделник, кога и започнуваат великденските пости. Во манастирот Свети Ѓорѓија кај Прилеп, мечкарите за сите посетители даваат посен бел грав за ручек, а годинава таму за 100 годишниот јубилеј ќе има организирано и богата културно-уметничка програма.